Учење за последните времења. Секоја догма или учење на христијанското верување го прикажува времето што треба да дојде. Кога се зборува за последните времења или за големите настани, во теологијата тоа се нарекува есхатологија. Овој збор есхатос значи последен. Овие последни времења Библијата ги изразува на многу јасен начин. Пример за тоа наоѓаме во книгата на пророкот Исаија, 2 глава, 2 стих. Ќе се случи на крајот на деновите, гората на Господовиот дом ќе биде поставена над сите гори. Есхатологијата е теолошка дисциплина, која се занимава со проучување на настаните за последните времења или последните денови од историјата на светот. Во есхатологија спаѓаат следниве учења: физичка смрт, престојот на душата по смртта, воскресение, 1000-годишно царство, големиот последен суд, небо и пекол. Човечкиот живот на земјата не е единствен. Луѓето не ги постигнуваат своите цели на земјата само додека се живи. Верата на христијаните е очекување на она што ќе дојде. Тие очекуваат нов свет, каде што пребива вечна правда. Во Римјаните 8 глава се зборува за надеж која што треба да се исполни. Апостол Павле вели: зашто во оваа надеж ние се спасивме. А надеж која се гледа не е надеж. Оти кога некој нешто гледа, зошто да му се надева? Но ако се надеваме на она што не го гледаме, тогаш го чекаме со трпение. Надежта ќе престане кога ќе се исполнат сите Божји ветувања запишани во Библијата, зашто тогаш нема да има потреба од чекање. Есхатологијата се служи со пророчки најави, бидејќи ги предвидува настаните што следуваат. 3 нешта се сигурни во поглед на есхатолошките збиднувања. Прво, Божјото царство ќе ја слави целосната победа. Второ, животот ќе ја слави победата над смртта. И трето, последниот суд ќе биде праведен суд по делата. Луѓето се љубопитни за последните времења. Може би затоа што непознатото им го привлекува вниманието и ги води во нови сознанија. За да не се создадат погрешни премиси, на оваа тема ќе и пристапиме внимателно. Прво, физичка смрт. Што е тоа физичка смрт? Физичката смрт е одделување на душата од телото. Телесната смрт треба да ја разликуваме од духовната смрт. Духовната смрт е одделување на душата од Бога за секогаш. А физичката смрт се разликува од духовната смрт, која е присутна во оние кои не го познаваат Бога. Духовната смрт е за оние кои не веруваат, а физичката за сите луѓе. Библијата зборува со исклучок за неколку личности кои не ја вкусиле смртта. Енох и Илија. Тие не ја вкусиле смртта на начин како што ние ја вкусуваме. Тие со Божја сила биле грабнати и однесени во Божјата присутност. Смрт нема да вкусат и оние верници кои ќе го доживеат Господовиот ден во сила и слава. Смртта е последица на гревот. Но смртта за верните не е толку трагична кога се свесни дека ги очекува друг свет, кој што е многу поубав и праведен. Библијата ги охрабрува верните и им дава друга слика за смртта, односно да гледаат како отворена врата за наследство на вечните убавини и вредности. Псалмистот во 116 псалм запишал: скапоцена е во очите на Господ смртта на неговите свети. За нас смртта е голем непријател и представува голем проблем кога размислуваме за неја или кога ја гледаме пред очи. Но во Господовите очи таа представува блаженство, зашто Бог знае дека неговите деца
ги следува вечност, каде што ќе нема смрт и болка. Павле вели, оти ако живееме, за Господ живееме, така и ако умреме, за Господ, на Господ му припаѓаме. Со други зборови би рекле, живееме ли, умираме ли, Господови сме. Кога знаеме дека нема да сме загубени по смртта, нашата надеж се зголемува и добиваме друга слика за смртта. На неа гледаме како со подсмев и не доведува до ситуација каде што болката ќе ја зголеми. Смрт, каде ти е победата? Смрт, каде ти е будилото? Пишува апостол Павле. Апостолот со победоносен восклик ја изразува својата надеж по смртта. Тој гледа со Христовите очи. Христос за него е победи смртта и знае со сигурност дека таа нема да му наштети, како што не му наштети и на Христос. Затоа истиот апостол ќе каже: сега нема никакво осудување за оние кои се во Исус Христос, зашто законот на животворниот дух во Исус ме ослободи од законот на гревот и на смртта. Животот по смртта за верните е сигурен и безбеден. Основата на оваа сигурност не лежи во нивните религиозни дела, туку во верата и надежта што ја имаат во Христа Исуса. Библијата им дава сигурна и темелна надеж и не се зависни од други човечки сигурности. Човекот тоа што го смета за сигурно, се докажало досега дека не е сигурно. Затоа постојат неколку логични докази за тоа. Прво, метафизичка причина. Душата е единствена и додека телото во смртта се распаѓа на делови, душата и понатаму останува единствена, зашто таа не е составена од делови за да се распадне. Теолошка причина. Човекот е разумно, морално и религиозно суштество и како таков не го завршува својот живот на земјата. Божјата мудрост нема да го остави своето дело недовршено. Мора да постои можност за усовршување на Божјото создание, на оние кои ќе бидат спасени. Етичка причина. Човекот не е адекватно казнет на земјата за своите гревови. Божјата правда предвидела казна за сите оние кои ќе ја избегнат на оваа земја. Оваа причина произлегува од Божјата правда. Многу злосторници што убиле други луѓе, а не ги стигнал земниот суд, ќе бидат казнети од Бог. Историска причина. Историјата потврдува дека кај сите народи постои свесност за постоење на друг свет. Душата на човекот е природно склона да копне кон вечен свет. Многу луѓе, иако не веруваат, несвесно или свесно го изговараат зборот «О Боже». Овој збор излегува од длабочината на човечката душа и го бара својот Создател. Библијата ја докажува безсмртноста на душата. Да, безсмртноста на душата. Оваа вистина ги отстранува сите заблуди кои се вметнале помеѓу народот. Во народот постои убедување дека по смртта никој ништо не знае или дека се е празнина и дека не постои друг живот. Гревот е последно место, односно гробот е последно место и нема што друго да се верува. Овие луѓе ги нарекуваме скептици, луѓе кои веруваат само до гробот, потоа нема ништо. Извештајот за човечкото создавање е основен показател дека луѓето имаат сепак безсмртна душа. Библијата во Битие 1 глава 26 стих вели да направиме човек според нашиот лик. Божјиот лик е вечен и непроменлив. Тој ги носи вечните карактеристики и не е подложен на распадливост. Кога за Божјиот лик се вели дека е вечен, тогаш и човечките способности, односно карактеристики, кои се дел од Божите, остануваат вечни и непроменливи. Човекот не е сличен на Бог по телото, туку по духовните вредности кои му се вградени во создавањето. Овие духовни вредности
се карактерот на љубовта и копнежот за вечното и непроменливото. Мудриот Соломон вели дека Бог ја вметнал вечноста во човечките срца. Господ Бог го обликува човекот од земниот прав и му дувна здив на живот во носниците, и така човекот стана жива душа. Божиот здив е вечен. Човекот ги има вечните духовни елементи. Тие не загинуваат, зашто ако ги снемува и Божите карактеристики. Душата останува и не загинува со смртта, туку и понатаму го продолжува патот на своето постоење и свесност. Духот ќе се врати при Бог, кој што го дал, така вели Библијата. Пророкот Захарија со други зборови ги изразува своите чувства за Божјата креативност, велејќи: Господ кој ги оптегна небесата, ја втемели земјата и му создаде дух на човекот во него. Овој духовен, нематеријален дел е од небесно потекло и не припаѓа од земјата. Телото е земно и затоа во земјата се враќа, а душата е духовна и таа по смртта заминува при Бог. Исус вели за душата вака: Не бојте се од оние кои го убиваат телото. Душата не може да ја убијат, но бојте се од оној кој може и душата и телото да ги уништи во пеколот. Матеј 10 глава 28 стих. Непријателот може да го убие телото ако Бог му дозволи, но душата не може, бидејќи на душата има друг господар. Господ Бог има власт над душата. Луѓето можат да го убијат телото, но потоа ништо друго не можат да направат. Например, додека го каменуваа Стефан, тој се молеше и викаше: Господе Исусе, прими го мојот дух. Телото беше усмртено, а душата, оној невидливиот дел во човекот, се пренесе во небесните простори, каде што и е местото. Проклетството на првите луѓе ја нагласува смртта на телото, а не на душата. Ни тогаш, ни подоцна не се зборува за исчезнување на таа човечка душа, иако е под проклетство поради гревот. Бог ги предупреди Адам и Ева дека доколку вкусат од дрвото што е всред рајот, сигурно ќе умрат. Тие го вкусија плодот и по некое време ја вкусија и телесната смрт, додека не ја разберат Божјата милост и љубов. Библијата зборува за воскресение на мртвите, на праведни и неправедни. Воскресението е соединување на душата со телото. Душата е безсмртна, зашто само на ваков начин доаѓа воскресение. Но, каде се душите на умрените? Библијата зборува за постоење на душите на умрените од мигот на смртта до воскресението. Тоа е меѓувременски период, каде што душата е без тело, бидејќи телото е на земјата и се распаѓа во некој гроб. Кога ќе дојде денот на воскресението, тогаш душата ќе се соедини со новото тело што Бог ќе го даде. Додека дојде тој период, душите се сами. Затоа имаме потврда во Библијата, во 1 Солуњаните 4 глава и во 1 Коринќаните 15 глава. Но сепак не подразбира дека се без Божјото присуство. Душите на праведните се со Христос. Павле вели: ако се разруши овој шатор, нашата земна куќа, мислејќи на телото, имаме зграда која е дело Божјо, вечна куќа на небесата, која што не е изградена од човечка рака. И затоа воздивнуваме и со копнеш сакаме да се најдеме во нашиот небесен стан. Полни сме со увереност и повеќе сакаме да отидеме од оваа тело и да се вратиме во својата домовина при Господ. Ова е запишено во 2 Коринќаните 5 глава. Павле смета дека верните души се прибираат при Господ и нивните души се свесни за нивната положба што ја имаат по смртта. Исус му рече на разбойникот што го призна за Месија или за Христос: уште денес ќе биде со мене во рајот. Овие зборови се охрабрителни за сите оние кои умираат во Господ. Тие заминуваат веднаш во место на блаженство и спокојство.
Исус ги охрабруваше своите ученици со овие зборови. Одам да ви приготвам место. Кога ќе отидам и ви приготвам место, пак ќе се вратам, за да ве земам при мене, за да бидете и вие каде што сум јас. Исус никаде не вели дека душите на умрените се на некое непознато место, каде што верните се во некоја агонија и тешко исчекување до мигот на воскресението. Туку се при Господ и го очекуваат блаженото воскресение. Ова место се нарекува рај. Рајот е место на блаженство и мир. Тоа е место на сигурност и слобода. Со еден збор, тоа е место на потполна среќа на сите верни кои го издржаа патот на христијанската надеж. На сите победници ги очекува небесна храна од дрвото на животот кое се наоѓа среде Божиот рај. Тоа е запишано во Откровение 2 глава 7 стих. Душите на умрените се свесни за себе. Не постои период по смртта каде што душата е во незнаење за себе. Душата каде што почива ја знае својата положба и е свесна за себе. Многумина велат дека душата ништо не знае до мигот на воскресението. Но оваа не е библиска мисла, туку произлегува од човечка логика. Бог му се објави на Мојсеј со зборовите. Бог е Бог на живите, а не на мртвите. Овие зборови ни потврдуваат дека за Бог нема мртви, туку сите се живи. Бог е Бог Аврамов, Исаков и Јаковов. Ако овие луѓе не беа живи, немаше Исус да каже дека е Бог на живите. За сиромашниот Лазар се вели дека бил однесен во прегратката на Авраам. Авраам, иеко е умрен телесно, сепак го пречекува сиромашниот Лазар кога умрел на земјата со телото. Авраам ги одбива молбите на богатиот човек, што значи тој разговараше, беше свесен и ја знае положбата на луѓето, односно за Бог нема мртви души, несвесни, туку сите се живи. Павле вели: кој умре за нас, било да сме живи или умрени, секогаш да сме заедно со него. Кога сме на земјата со телото, му служиме на Христос со даровите што ги имаме. А кога ќе умреме, пак ќе бидеме со него и ќе го славиме. Не постои празен период кога душите не го славаат Божјото име. Оние кои загинале за Христос му рекле: до кога, свети и праведен Господару, ќе го одложуваш судот и одмаздата за нашата крв над жителите на земјата? Тогаш на секого од нив им беше дадена бела облека и им беше речено да се стрпат уште малку време. Тие разговарале со Бог и барале одмазда за нивната крв. Знаеле што барат и на кого се обраќаат. Биле свесни за сите настани што им се случиле на земјата и биле наградени за нивната издржливост и храброст. Бог ги облекол во бела облека, а тоа е символ на праведноста. Каде се душите на умрените без Христос? Душите на оние кои умираат без Христос се свесни за својата вечна изгубеност и знаат дека нивната положба нема да се промени. Кога богатиот човек се нашол во пеколот, во маките, тој чувствувал големи маки и затоа го молел Авраам да им каже на браќата да не дојдат и тие на тоа место. Се вели: кога се најде во пеколот во страшните маки, овие страшни маки не се некоја измислица или приказна, туку реална состојба. Многу луѓе овој текст сакат да го направат како приказна. Меѓутоа, Исус зборува за реална состојба на сите умрени без Него. Сите што не веруваат во Него ќе се најдат на тоа место. Во Библијата има некои цитати кои зборуваат за сон, но зборот кој се употребува за заспивање на луѓето е блага употребена форма за смртта. За да не се каже тој умре, туку тој заспа, како што Исус рече за Лазар: нашиот пријател Лазар заспа, но јас ќе отидам да го пробудам. Учениците помисле дека зборува за сон, а всушност Исус зборуваше за неговата смрт. Спиењето е употребено
во Библијата на некој места само за телото, а не за душата. Ако телото спие, душата не спие. Таа е вечна будна и ја знае својата положба. За жал има погрешни толкувања во христијанството во однос на оваа тема. Во врска со душата по смртта, некои си дозволија да вметнат погрешно учење наречено чистилиште. Во Римската црква се учи дека сите кои умираат во мир со црквата, а не се совршени, доаѓаат во чистилиште. Што значи тоа чистилиште? Тоа значи дека таму ги довршуваат своите дела и ги спаштат по чинот на крштавањето. Тежината на маката зависи од тежината на вината. Црквата на земјата има моќ, според тоа учење, моќ и сила преку молитва и жртва на мисите да им се прекратат маките или да добијат потполн откуп на нивниот живот. Таквото учење е погрешно. По смртта нема никој овластување на човечката душа, освен Бог. Молитвите и жртвите за умрените не помагаат, бидејќи милоста Божја трае само до мигот на смртта во тело. Библијата не дава никаква потврда за ова учење. Ако по смртта постои можност за човечки напори да се откупува душата на умрениот, тогаш жртвата на Христос не вреди. Зашто Павле вели, ако оправдувањето доаѓа од законот, тогаш Христос залудно умрел. Христос еднаш за секогаш се принесе како жртва за да ги земе гревовите на светот. Зборовите еднаш за секогаш го нагласува неговиот авторитет кој не може да биде заменет од друг човек. Библијата вели дека на човекот му е определено еднаш да умре, а потоа суд. Ако човекот умира еднаш, а потоа суд, тогаш сите други можности за спасение се исклучени. Науката за чистилиште им дава на луѓето лажна надеж. Според тоа учење се тврди дека во чистилиштето се поминува низ многу маки за да се дојде до спасение. Не постои такво место, тоа е измислица на аристократите и нема никаква библиска подлога. На таков начин човекот се меша во Божјото дело. А кога човек се меша во Божјото дело, тогаш Исус им одговара како што и одговори на Марија: што имам јас со тебе, жено? По смртта праведните одат во блаженството и се во будна, свесна состојба и го очекуваат воскресението од мртвите, односно облекување во ново и бесмртно тело. Состојбата на неспасените е поинаква. Тие се исто така будни и свесни, но знаат дека се изгубени за цела вечност и дека нивната положба е непроменлива. Нивното каење не аменува Божјата правда за сите сторени гревови и отфрлање на Божјиот Син Исус Христос. Господ и денес тебе те повикува. Тој умре на крстот за твоите гревови. Бог си го даде својот единороден Син токму за тебе, за мене, за целото човештво. Јован 3:16 важи за сите луѓе. Зашто Бог толку го возлюби светот, што го даде својот единороден Син, да секој што верува во Него да не загине, туку да има живот вечен. Душата да живее вечно со Исус. Амин.